Почитувани сограѓани и граѓани на Делчево, добар ден на сите. Ви благодарам за почитувањето на мерките на заштита, препорачени од владата и од нашата здравствена комисија. Ви благодарам на ова убаво источно македонско сонце кое што денеска го имате организирано. Да ве поздравам сите, да го поздравам прво заменик претседателот на владата Љупчо Николовски кој што е денеска со нас, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка Никица Бачовски, кој што партиципират во овој важен проект, градоначалникот Горан Трајковски, кој што е двигател на овој важен проект, пратеничката Сонја Михајловска во нашето македонско собрание, но да си поздравам и Коко, мојот колега пратеник 2002-2003, ја гледам Мира од таа страна, Кире, Аксел, многу мои добри пријатели и благодарам што денеска сте сите тука. Представува на вистина чест и задоволство што денес сме во општина Делчево, да го означиме почетокот на изградбата на современиот градски пазар. Целта на овој капитален проект за Делчево е создавање модерни услови како за продавачите, така и за купувачите. Дополнително, овој дел на градот добива современ урбан изглед со можност да се создаваат атрактивни локации за нови идни градби. Современиот градски пазар, преку почитување на сите критериуми за соодветно чување и продавање на храната, ќе биде уште едно место, двигател на локалната економија тука во општина Делчево. Заедно со дејностите кои се присутни во општината, како текстилните предпријатија за производство на кошули, ХТЗ опрема, предпријатијата од дрвната индустрија, земјоделските дејности кои што вклучуваат огромен број наше население, како основни привремена дејност и многу други дејности, го оформуваат локалниот економски развој на наше Делчево. Со поддршка на владата, преку активните мерки за вработување, само во 2020 година во Делчево се отворени 16 нови предпријатија преку мерката самовработување. Субвенции за плати користеа 31 предпријатија. 67 склучиле договори за практиканство во кои биле вклучени 91 невработено лице, а 16 фирми користеле неповратни средства за отварање нови работни места. Почитувани, развиени општини значат силна економија. Во таа насока, владата континуирано се залага за рамномерен регионален развој и јакнење на инфраструктурата на општинско ниво. Ја зајакнуваме децентрализацијата и овозможуваме максимално можен трансфер на надлежностите од централно на локално ниво. За таа цел започнуваме реформа за унапредување на фискалната децентрализација преку реализирање на 3 главни столба, и тоа раст на приходите на општините, отплата на долговите, како и домакинско, транспарентно и отчетно работење. Владата со буџетски средства и со поддршка на меѓународните финансиски институции спроведува проекти конкретно насочени кон развојот на општините. Главна цел е зајакнување на инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво. Во таа насока ќе споменам неколку значајни проекти кои се насочени токму за општинскиот развој. Голем успех е тоа што во текот на минатата година се реализирани 99% од планираните капитални инвестиции за спроведување на проектот за подобрување на општински услуги МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии заедно со општините. Капиталните расходи беа проектирани на 654 милиони денари, од нив се реализирале 646 милиони денари или 10,5 милиони евра. Станува збор за капитални инвестиции во 32 општини, при тоа во образовниот сектор е инвестирано и во изградба, доградба и реконструкција на градинки во Пехчево, Гостивар, Кисела вода и Центар, потоа во изградба на улици во урбани и рурални средини, како и атмосферската канализација овде во општина Делчево, потоа во Центар Жупа, Василево, Ресен, Кисела вода, Маврово, Студеничани, Шуто Ризари и Ѓорче Петров. Воедно се реализирани проекти за атмосферска канализација во Кисела вода, филтер станици во Врапчиште и одделување на атмосферската од фекалната канализација во Гевгелија. Во 2021 година преку овој проект
ќе се реализираат капитални инвестиции во износ од 800 милиони денари. Во рамките на годишниот буџет предвидено е да започне реализација на повеќе проекти, меѓу кои и оној за подобрување на енергетска ефикасност во државата. Со проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор дополнително вбризгуваме 25 милиони евра, кои се доделуваат на општините и на јавните здравствени установи за инвестиции во подобрување на енергетската ефикасност на јавните згради. Преку проектот за локални патишта, 70 милиони евра се наменети да се распределат на сите 80 општини за изградба и санација на локални патишта и улици, како и на друга патна инфраструктура во единиците на локална самоуправа. Со оваа директна помош од 500.000 евра до 2 милиони евра по општина се действува кон подобрување на локалната инфраструктура во општините. Уште еден крупен проект кој се реализираше изминатите десетини години во насока на подобрувањето на општинската инфраструктура е водоснабдување и одведување на отпадни води. Со средства во вредност од 100 милиони евра поддржани се сите општини за изградба на подобра инфраструктура за водоснабдување и пречистителни станици. Овој проект ќе продолжи во иднина со дополнителен фонд со средства за поддршка на унапредување на локалната инфраструктура преку Европската инвестициона банка. Посебно за Делчево се радуваме за проектот кој што го најави градоначалникот, а тоа е партнерскиот договор со граѓаните на Швајцарија преку Швајцарската амбасада и Швајцарската агенција за развој, вреден 7,3 милиони евра, од кои што 6 милиони евра се грант од швајцарската влада, а 1,3 милиони евра се ваши пари, народни пари од буџетот на Република Северна Македонија. Сакам исто така да искористам приликата да објавам во летниот период помеѓу јуни и август почнува проектот од ТАФ програмата за реконструкција на училишната фасада на основното општинско училиште Ванчо Прке, проект вреден 5 милиона и 100 илјади денари. Почитувани граѓани на Делчево, владата продолжува да поддржува трајни добра, како изградба и реконструкција на локална патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција и изградба на градинки, училиште и спортски објекти, здравствени установи за подобрување на животот на граѓаните, за нови вработувања и економски развој. Денеска почнуваме со овој капитален проект, современиот градски пазар за Делчево, кој што треба да биде нова точка на економските движења во општина Делчево. Нека е со среќа изградбата и нека се радуваат многу генерации. Благодарам.